И последните минути од денешното дружење ги посветуваме на здравјето, на медицината и како и секој петок, така и денеска имаме гостинка од специјалната болница Аџибадем Систина. Денеска топол поздрав и добре дојде за доктор Јорданка Маџовска, специјалист по педиатрија од Аџибадем Систина, поточно од одделот за детска кардиохирургија. Добро утро на сите алфа гледачи. Мило ми е што сум ваш гостин утрово. Да, јас сум доктор Јорданка Маџовска, педиатар на одделот детска кардиохирургија. Но денешново дружење би сакала да ви го представам нашиот оддел, заради тоа што тоа е специфичен оддел. И единствен на овие простори, така? И единствен, точно, да. Па првата специфика е дека е единствен во нашата република и во околината. И поради тоа имаме и често пациенти од Косово. Меѓутоа, одделот е конструиран за деца со вродени срцеви мани од новороденчиња па се до 16 годишна возраст, и во оваа група влегуваат и предвреме родените новороденчиња. Меѓутоа, поради тоа што одделот е снабден со техничка поддршка и секако луѓето кои што работат се доста обучени за одржување на виталните функции кај пациентите, неретко примаме и пациенти од други хирушки сложени процедури, како и нехирушки пациенти кои што се со животозагрозувачка состојба. Одделот е исто така, како што ви напоменав, специфичен по техничката поддршка. Морам да кажам дека од пред една година започнавме со ЕКМО процедурите, значи со ЕКМО техниката. Тоа е специфична, тоа е една специфична машина која што ни помага во одржување на виталните функции кај пациенти кои што имале тешка инсуфициенција на срце, срцев застој или некои одредени компликации во операциона сала. И со помош на ЕКМО машината се одржува работата на срцето и на белите дробови, се додека неговата функција се возврати. Так. Потоа имаме поддршка од голем број респиратори, кои што се за инвазивна, неинвазивна механичка вентилација. Доколку имаме проблем со функционирањето на бубрези, се извршува перитонеална диализа, хемодиализа. Секако за сето ова да се спроведува потребна ни и диагностика, се располага со апарати за ултразвучен преглед, бронхоскопи. Секако одделот е снабден со монитори за прецизно следење на виталните параметри кај овие пациенти. Имаме голем број на инфузомати и перфузери затоа што даваме специфични терапии. Имаме секако гасни анализатори, АЦТ анализатори, бронхоскопи и така натака. Значи, одделот е адекватно снабден со техника која што е потребна за да се одржуваат виталните параметри кај ваквите пациенти. Од човечки ресурси, одделот, начело на нашиот оддел е доцент доктор Владимир Чедиковски, детски кардиохирург, потоа двајца анестезиолози, ние сме тројца педиатри интензивисти, потоа имаме двајца педиатри кардиолози, иден специјализант на кардиохирургија кој што ќе биде иден кардиохирург, повеќе од 15 високо обучени медицински сестри. И секако како дел од Аџибадем групацијата, секогаш кога е потребна останата поддршка од профили на доктори, можеме да ја добиеме. Специфичен е по тоа што располагаме со 9 места, од кои 7 се од интензивна нега, 2 се од одделот детска кардиохирургија, меѓутоа овие 2 единици се тесно поврзани и истиот персонал го обскрбува. И сите пациенти кои што се со вродена срцева мана се со фондовска наплата. И јас би сакала да истакнам дека како единствен оддел многу често се случува да ние треба да го земеме пациентот кој што е во животозагрозувачка состојба од нашата држава или пак од Косово. Соседството? Да, од соседството, и тоа го правиме со наше возило, медицинско возило, кое што е снабдено со транспортен инкубатор, кој што содржи и респиратор, за да може колку што е можно побезбедно да се изврши тој транспорт. Како што кажав, со фондовска наплата им пружаме на пациентите добри услуги, високо квалитетни услуги во диагностика и во третман.
Значи последниве 4 години функционираме од Аџибадем Систина, а битно е да се нагласи дека на 31 јануари оваа година одделот детска кардиохирургија наполни 10 години постоење, што ми е многу драго за една мала држава како нашата да развие волку специфична гранка од медицината и не само што се разви таа гранка, туку и понатаму се развива и од човечки аспект, луѓе кои што се едуцираат и кои што работат на овој оддел, од технички аспект, од воведување на нови диагностички процедури и од воведување на нови терапевски процедури. Секоја чест. Јас сум среќна заради тоа, што значи дека почетоците на детска кардиохирургија повеќето луѓе знаат, започна на клинички центар на детска хирургија, последниве 4 години е во Аџибадем Систина, оперирани се повеќе од 1000 деца, а во речиси овие 4 години како функционираме во болницата во Систина се направени 400 процедури, 400 операции и интервенции. Секоја чест, навистина ние за ова ви зборувале да имаме време уште многу долго да им представиме на младите родители, на сите оние кои што можеби досега ја немале оваа информација, неколку пати додека ни ги кажувавте сите овие услови и се она што располага одделот за детска кардиохирургија, го споменавте зборот вродена анемалија или вродена срцева болест. Што значи всушност тоа? Да, вродената срцева мана е најчестата патологија што се случува во детска кардиологија и всушност значи пореметување на анатомската градба на срцето и или на крвните садови заедно. Застапени се од 0,8% од новороденчињата. Тоа значи дека на 1000 живородени новороденчиња, 8 би биле со вродени срцеви мани. Значи, застапене на светско ниво е 1,35 милиони афектирани деца со вродени срцеви мани, што не е мала бројка. А поради тоа што наталитетот е променлива бројка, во нашата држава од 22.000 до 25.000 годишно би имало 250 деца со вродени срцеви мани, со тоа што на половина од тие пациенти им треба итна хируршка интервенција веднаш после раѓање. Значи тоа се оние пациенти кои што се со сложени срцеви мани. Времето е клучен фактор за сето ова? Апсолутно, да. Некогаш и нема многу време. Така што потребно е веднаш да се реагира. Значи, вродените срцеви мани не можат многу често да се превенираат, нити пак можеме некогаш да докажеме кој бил клучниот фактор за да настанат. Зошто настанале, да, точно се поврзуваат со тератогеното дејство на некои вируси, како што се рубеола, токсоплазмоза, цитомегаловирус, вирусот на варичела зостер, и тоа е обично кога е рано во периодот на кардиогенезата, а тоа е некаде од 3-та до 7-та гестацијска недела од бременоста, кога се формира срценцето, а тоа е толку многу рано што многу често и можеби жените не ни знаат дека се бремени, а особено да се заштитуваат од инфекти. Веќе 8-та гестацијска недела срцето добива лик на постнатално срце, кое што се развива до 33-та, 34-та гестацијска недела, значи тој период од 3-та до 7-та гестацијска недела е клучен. Меѓутоа, освен вирусните инфекти, има и генетски фактори кои што заедно со надворешните фактори како аерозагадување, зрачење, пушење, алкохолизам, некои други лекови можат и како да дојдат до израз тие генетски фактори, потоа генетски заболувања, поточно хромозомопатиите, како што се синдромите, Даунов синдром, Алажел синдром, Нунан синдром, Диџор синдром, тие ги гледаме на нашиот оддел, исто така се со вродени срцеви мани, а кога зборуваме за синдроми, тоа значи дека освен пореметување на градбата на срцето, може да имаме пореметување на други органи и органски системи. Значи, диабетични мајки, некои други метаболни заболувања кај мајките можат да понесат поголем процент на појава на вродени срцеви мани. Потоа во семејствата каде што еднаш веќе се појавиле вродени срцеви мани, тогаш наследството е за поголем процент, од 5 до 10% оптеретено од
повторно појавување на вродени срцеви мани. Колкава е шансата за преживување на ваквите бебиња кои се раѓаат со одредени срцеви компликации, особено за предвремено родените бебиња? Па се зависно од типот на срцевата мана. Доколку има сложена срцева мана, се намалува процентот, доколку е едноставна срцева мана, тогаш е висок процент на преживување и на нормален живот понатаму. Каде имаме најголем успех во Аџибадем Систина? Па секако, како и на светско ниво, едноставните срцеви мани се со голем успех се решаваат, значи, а и секако генерално земено најчестите срцеви мани се отвор помеѓу коморите, отвор помеѓу предкоморите, комуникација фетална, која што се означува како дуктус артериозус перзистенс помеѓу аортата и пулмоналната артерија, која што останува понатака, не се затвара, тоа се сите чисти мани, тетралогија на Фало, тие се сите успешно се третираат на нашиот оддел. Потоа коректација на аорта, значи тие се чисти и успешно се третираат. Дали до крај на животот има добар квалитет на живење овие бебенца кои се 2 кила човек, некогаш немаат 2 кила, така ли? Да. Пак ќе кажам, значи за овие едноставни срцеви мани успешно се третираат и понатака се следат, меѓутоа имаат најнормален живот понатаму. Одлично. Што се однесува до типот на маните, значи, овие што ви ги објаснив, има доста сложени срцеви мани кои што побаруваат итен третман уште во новороденичкиот период. Има доста типови на срцеви мани, опишани се повеќе од 180 типови на срцеви мани, а за третманот се опишани 240 хируршки техники. Да. Во првиот дел од нашиот разговор, додека разговаравме, особено додека го представувавте детскиот кардио центар во Аџибадем Систина, нашите гледачи имаа можност да погледнат фотографии, па и неколку видеа од процесот на вашето работење, што е навистина фасцинантно и доказ дека вие подигнавте едни многу високи критериуми, кои што се познати во нашава земја, но познати се во и регионот. Колку чии искуства следите? Со кои професионалци, експерти во оваа област ви се поддршка и се консултирате? Да, процесот е навистина многу тежок, макотрпен е додека се стигне самостално да се работи на вакви оддели. Како што ви кажав, 10 години веќе постои и во текот на овие години имало поддршка од голем број специјалисти, доаѓале американци, од соседството од Србија, од Белград, значи со тие луѓе веќе после толку години работа имаме одлична комуникација, секако последниве години, 4 години имаме одлична соработка со турските кардиохирурзи. Исто така прекрасни луѓе, значи со прекрасна соработка, совети секогаш за нас добронамерни, кои што ние ги прифаќаме и ги следиме понатаму. Так. Можем само да замислам колку е сложен и би рекла стресен целиот процес додека се подготви малечкото човече за операција, додека се подготви и припреми семејството, кое мислам дека во случајот многу повеќе страда и го има стравот присутен додека да се исклучат ризиците од опасност по живот на нивното најмило. Како го имате решено овој целиот процес, кој е огромен процес и треба да бидат вклучени многу луѓе тука, не? Да. Секако во однос на процесот околу родителите никогаш не можеме да ја превземеме нивната грижа, апсолутно. Се обидуваме да бидеме колку е можно попријателски настроени, значи да им објасниме се што е поврзано со состојбата на нивното дете, да бидеме професионалци колку што е можно повеќе, за да им докажеме дека се во добри раце пациентите. Во однос на подготовката, пациентите кои што доаѓаат кај нас се вршат најпрви на комплет лабораториски анализи за да можеме да ги видиме со помош на тие функционални тестови сите органи како функционираат. Се прават микробиолошки анализи од повеќе места, серолошки анализи, се испитуваат нормално крвните групи затоа што сепак хируршките техники побаруваат и примање на крвни деривати. Се прави ЕКГ, ехокардиографски преглед, се прави компјутерска томографија и сега во зависност од тоа каков ни е пациентот, дали е итно примен во нашата болница или пак е планиран пациент, доколку имаме некое сомнение за типот на срцевата мана, се прави и диагностичка катетеризација, тоа сето се прави во нашата институција. Доколку имаме состојба која што е итна,
сите седнуваме и дискутираме за понатамошниот третман на пациентот, дали тоа ќе биде итно влегување во ангиосала за терапевска катетеризација, па после тоа да се стабилизира пациентот за да влезе побезбедно во хируршка сала, или пак можеби е неминовно веднаш да влезе во операциона сала. Пред да се влезе во операциона сала, нашите анестезиолози ги припремаат дечињата, се што е потребно да постават на нив за да биде хирургијата безбедна и се спроведува хируршката операција. После тоа повторно децата се враќаат на нашиот оддел на интензивна детска кардиохирургија, каде што се задржуваат во просек од 7 до 10 дена. Битно е да се напомене дека сите деца што доаѓаат кај нас на оддел се веќе со одредено срцево затајување и во зависност од степенот на срцевата проблематика и остануваат на нашиот оддел. Затоа цело време ние им даваме терапевска поддршка со специфични лекови. По завршувањето на третманот на интензивна детска кардиохирургија, пациентите се префрлаат во соба со мајка. Исто така тоа е битен период затоа што родителите се преплашени, децата имаат рез оперативен, се плашат да ги пипнат, а не камоли секојдневните активности. Па така со нашата поддршка, особено од сестрите, мајките се обучуваат за исхрана, за бањање, за нега, за се останато, да ги обучуваме за понатамошното примање на лекови. Така што ние сме им понатамошна поддршка на родителите за секоја состојба, дури кога ќе си одат дома, имаат можност да ни се јават и да не прашаат, да не консултираат за што и да било. По испишувањето на пациентот се следи кај нашите детски кардиолози и кога имаме одлични резултати, сите сме пресрекни. Тоа е една успешна приказна за нас. Секоја чест за сите вас, бидејќи сте нивниот свети спас. Честитки за светскиот ден на здравјето, на здравствените работници, 7 април, роден денот на Светската здравствена организација, 75-ти роден ден. Многу ви благодарам, доктор Маџовска, што денеска проговоривме за нешто многу важно, особено за младите родители, за најмалите жители на планетава, оние кои што се соочуваат со одредени вродени аномалии или некои други компликации. Како педијатар верувам дека со вашето искуство би говореле уште многу долго, но времето ни е толку. Посакувам убави празнични денови и поздрав до целиот тим на Джибадем Систина. Благодарам многу на убавиот разговор. Се гледаме во следна прилика. Се надевам дека и нареден пат ќе се дружиме на некоја убава педијатриска тема.